Здраво, деца! Слушнете го денешниот возбудлив расказ. Пешачењето до пазарот беше мачно. Тифам и мајка и на главата носеа тешки кошници полни со сладок компир. Се надеваа дека ќе добијат многу пари за нив, а потоа госпоѓа Орестил ќе и купи нов фустан на својата ќерка. Единствениот фустан што го имаше беше веќе стар и со дупки. Родителите на Тифам беа сиромашни. Татко и секогаш ги даваше најдобрите нешта како жртви на злите духови, а сепак никогаш не доби мир во срцето. Одеднаш Тифам помисли на Мери. Незината пријателка повеќе не носеше амаилии, затоа што сега беше христијанка. Конечно пристигнаа до пазарот. Таму имаше многу нешта. Свеж зеленчук, одличен граф. Пченка од новата жетва. Ефтино, кај мене се е ефтино. Господја Орестил ја спушти кошницата пред еден човек. Тој внимателно ги разгледа плодовите. Така и си мислев, црви, компирите се полни со црви. Разочарана и со само малку пари, господја Орестил го купи тоа што й беше потребно. Но Тифам доживеа чудо. Еден пријателски расположен човек ги купи сите компири од незината кошница. Таа не знаеше дека незината пријателка стана христијанка преку овој човек. Со парите што ги доби, Тифам си купи убав фустан. Беше многу среќна. Подоцна таа повторно се сретна со Виктор. Види, еве го човекот што ги купи моите компири. Каква книга има во рацете? Тифам и мајка ѝ стоеа и слушаа што им зборуваше човекот на луѓето. Имам добра вест за вас. Бог ве сака и сака да ви даде мир во срцето, така што никогаш повторно не треба да се плашите. Тифам, верувам дека ја кажува вистината. Кога врачот Орестил слушна дека жена му го слушала Виктор, гневно почна да вика. Виктор ве збунува. Не му верувајте. Духовите ќе ни се одмаздат. Орестил, имам мир во срцето. Богот на Виктор е посилен од злите духови. Тогаш Орестил го грабна новиот фустан на Тифам, го преобрази во кукла од партали и во неа забоде многу игли. Ова е Виктор. Мора да умре. Иглите ќе го направа тоа. Тифам беше вчудовидена. Татко и никогаш порано не направил вакво нешто. Кој е посилен? Клетвата на врачот или Исус? Слушај наредната драма за да откриеш. До следното слушање. Ако сакаш да не контактираш или ако имаш прашање, пиши ни на radio7kids@gmail.com. Чао!